Градиме нови темели, одново поставуваме столбови и ги засилуваме носечките кои беа кршени и рушени, порача премиерот Христијан Мицкоски во отчетот за првата година од работата на владата, предводена од ВМРО ДПМН. Според него, секој почеток е уште потежок затоа што наследиле веќе стекната состојба, односно не започнале од нула, туку од минус кој го оставила предходната владеачка гарнитура на СДСМ и ДУИ. Мицкоски потенцираше дека во текот на минатава година биле реализирани или отпочнати повеќе од 250 поголеми проекти и најави дека нивниот број наредната година ќе биде зголемен за повеќе од 3 пати. Економијата е една од главните цели на актуелната власт и според најавите во текот на следната година треба да се очекуваат голем број нови странски инвестиции кои што ќе донесат нови вработувања, повисоки плати и зголемен животен стандард. Премиерот вели дека економијата останува најглавен фокус со цел борба за подобар живот. За таа цел обезбедени се 500 милиони евра за поддршка на компаниите и општините со цел реализација на капитални проекти за подобрување на животот на граѓаните. Постигнавме рекордно историско најголемо ниво на странски инвестиции од 1 милиарда 255 милиони евра, што ќе каже дека имаме најголем број на странски директни инвестиции по глава на жител во овој дел од Европа. Прв пат по 7 години намален е јавниот долг заклучно со март 2025 година за 4,7% поени во однос на бруто домашниот производ. Платите растат, обезбедивме поисоки плати во администрацијата, здравството, образованието, Министерството за внатрешни работи. Борбата со криминалот и корупцијата е уште една од главните цели на владата, зашто доказ се и големиот број истраги и акции кои се случија во текот на минатава година, поради сомнежи за милионски криминали сторени минативе години. Мицкоски изрази незадоволство од работата на обвинителите и судиите, но порача дека мора да се борат за правда, бидејќи народот го очекува тоа и треба да се сруши бандитизмот во политичките и бизнис структури. Се започна акции против оние кои порано се сметаа за недопирливи. Денес тие неславни корифеи на неправдата се бегство од законот, а силно се удри и по наркобандите, особено во Скопје. Онаму каде сметам дека може подобро е борбата за независно судство и обвинителство кое сега го немаме. Не сум задоволен од динамиката на испорачување на правдата од страна на обвинителите и судиите. И постојат очигледни спреги меѓу тој свет и светот на политичката бизнес мафија. Мицкоски најави зголемени инвестиции во образованието, бидејќи тоа е најважно за правилен развој на младите. Обезбедени биле над 12% повисоки плати за наставниците и стручниот кадар во основните и средни училишта, како и 14% повисоки плати за професорите на факултетите, а подпишане и согласност за раст на платите од 60% во следните 4 години. Според Мицкоски, сериозни инвестиции ќе има и во здравството, а во текот на минативе 12 месеци веќе биле реновирани повеќе од 10 здравствени објекти и клиники, а набавена е медицинска опрема од неколку милиони евра. Како што и ветивме, ги укинавме нефункционалните економски директори во јавните здравствени установи. Отворивме постапка за вработување на 600 млади специализанти во здравството. Узголемивме капитациониот бод на матичните доктори, гинеколози и стоматолози. Обезбедивме раст на платите на здравствените работници и соработници во јавните здравствени установи. Направивме проширување на позитивната листа на лекови со 9 нови генерики на лекови. Со силен интензитет се реализира и модернизацијата на армијата, како што соопшти премиерот, оваа година се одвоени 32% од буџетот, односно 106 милиони евра, што е за 18 милиони евра повеќе од минатата 2024 година.